Иако беа забранети од 2013 и наново се забранети од 2022 година, како што гледаме, ние се уште имаме изобилство од пластични кеси. Тоа изобилство од пластични кеси е неверојатно количество од ниво на 1 милиарда кеси кои се трошат во Република Македонија и притоа ова е блага оцена каде што секој граѓанин на дневна база користи само 2 пластични кеси, а тоа често е многу повисоко. Не се забранети реално пластичните кеси, значи дури и самата држава не го почитува сопствениот закон. 10 месеци по неговото усвоење и стапување на сила, можеме да приметиме дека исклучиво поголемите ланци на маркети доста многу спроведуваат, додека пазарите, неформалните трговци и сите оние места каде што може слободно да кажеме се одвива така наречена сива економија, се иземени од законското решение и немаме јасна представа за тоа во колкав обем го почитуваат. Ниту се спроведува, туку се гледаат да се најдат дупки и скоро и да не е променета ситуацијата. Она што ние може да предпоставиме за главната причина зашто настануваат ваквите работи, почиваат на 3 столба. Првото е отсуство на политичка волја, второто е недостаток на административно-технички капацитети на надлежните институции и третата е лошата координација помеѓу надлежните институции. Има мало намалување на пластичните кеси што се продаваат на каса за 15 денари, но затоа пластичните кеси за овоше и зеленчук, бидејќи ги сакаат да ги протнат дека не биле пластични кеси, туку биле пакување, амбалажа, тие бидејќи станаа потанки, полесно се кинат, тоа значи дека почесто се користат. Имено, согласно законското решение, надлежности врз надзорот на спроведувањето на законот, кој што се однесува специфично за употребата на отпад од пакување во делот на пластични кеси, има државниот пазарен инспекторат, а нашите сознанија покажуваат дека инспекторатот во периодот од минатите 10 месеци воопшто нема постапено по ниту еден случај, односно една представка.